Джудо клубот Сейшен ова година прославува 14 години од своето постоење. Повеќе околу развојот на джудото во Прилеп и развојот на овој клуб ќе ни кажат неколку негови членови, а разговорот го започнуваме со Киро Здравевски, ветеран на овој клуб. Господин Здравевски, почетоците джудо клубот Сейшен ги има во 2003 година. И како што кажаме на почетокот, годинава прославува 14 години своето постоење, наредната година имате и еден јубилеј. Какви беа почетоците на джудото во овој град? Епа вака, од група любители на джудото во Прилеп е формирано 66 година, а прв регистриран клуб беше джудо клубот Прилеп од Прилеп 1968 година. Така почна да се развива джудото и добиваше во поголема масовност, што значи сега во Прилеп ги има многу таленти и любители на овој спорт. Иначе, што се однесува до клубот Сейшен, ние од нивниот прием како ветерани, јас како иницијатор на джудо ветераните во Прилеп, бев првопримен со добра волја нивна, и на таков начин почнаме да ги собираме и да ги зачленуваме и они што се интересираа джудисти кои работеле од поодамна. Бројката е сега околу 50 ветерани, а активни на број сме овде редовно во джудо клубот околу 7 души, нон-стоп активни. Што се однесува до условите, ние во времето кога работеме немаше никакви услови. Немаме ни кимона, немавме ни тренерки, да не зборувам за татамите што ги имавме на број неколку. Значи, сега овие се услови идеални, клубот нуди многу добри услови за работа, обезбедува од кимона, од условите други што се од штампа за развој и сознанието на како се развива овој спорт. Посебно ќе пофалам управата на овој клуб, што возможува на сите оние што се интересираат джудо да со своја волја да го покажа квалитето. И затоа ние се приклучиме, видиме таа добра волја на луѓето кои го водат овој клуб. И да му се заблагодарам во името на ветераните, можем и во името на сите овие дечина, што за жал денеска може не се сите присутни, ги има уште дупло олку, имаме и друга сала, уште еднаш му благодарам. Толку можам. Иначе можам да напомнам, джудото за прв пат се појавува 64 година на Олимписките игри во Токио. Како еден од првите пионери во Прилеп и во Македонија на джудото, дали сте задоволни со оваа импресивна бројка на ваши наследници? Како не? Ова е големо задоволство да се приклучиш на ваква генерација. Затоа и јас со сета волја ги пратам развојот во овие моменти и сакам да оставам печаток и со ова генерација како се работи джудото. Малце е посовремено, поголем израз на техниките и поголем развој. Во една реченица, која е вашата порака и искуство што им го пренесувате на младите? За психофизички развој на сите деца и одрекување од сите лоши пороци, повелете, тренирајте джудо. Тренирајте, спортувајте и родителите ќе бидат презадоволни. Само треба да го одбера джудото. Тој е еден од најдобрите и научно докажан спорт во светот. Ви благодарам. Тука со нас е и тренерот на клубот, Дејан Мицковски. Господине Мицковски, гледаме една импресивна бројка на млади луѓе. Очигледно джудо клубот Сейшен нуди квалитет, што луѓето се толку заинтересирани да го посетуваат. Точно така, джудо клубот Сейшен може да се пофали дека е еден од клубовите со најмасовна бројка на членови. Моментално некаде броиме околу 75 членови, што и термините во спортските термини во салата ни се поделени на 2 до 3 групи.
Значи, нашите очекувања за понатаму се и да размислуваме за нов спортски објект или простор или некои дополнителни термини, затоа што веќе бројкава е многу масовна. На планот на надпреварите како помина 2017 година? Значи, во 2017 година џудо клубот Сеишин Прилеп зеде учество на вкупно 4 државни првенства, на 5 меѓународни турнири и имаше представници во репрезентацијата на 2 балкански првенства. Ќе започнем од најголемиот успех. Тоа е освоеното 3-то место на Балканското првенство за сениори од страна на нашата надпреварувачка Александра Најдовска, која е инаку јуниорка. Потоа 5-тото место на Орде Трајковски во категоријата пионери, исто така на Балканското првенство. Додека пак на меѓународните првенства имаме освоено 8 први места, 18 втори места, 24 трети места или вкупно 50 медали на меѓународни турнири. Потоа на државните првенства имаме освоено вкупно 12 први места, 14 втори места, 15 трети места или 41 медал на државни. Или тоа земено во вкупна бројка на медали, годинава се освоени 92 медали од страна на членовите на џудо клубот Сеишин Прилеп. 92 медали е навистина импресивна бројка за една година, а особено што 50 од нив се на меѓународно ниво, како што рековте. Дали сте вие како тренер задоволни од овој резултат и кои се вашите планови за уште поголем успех на клубот во иднина? Јас заедно со стручниот тим што работиме со децата сум задоволен од овој резултат, меѓутоа имаме план овој резултат за наредната година да го подобриме и тоа уште во поголема мера. Значи, тука мора да напоменам дека во изминатава година 2017 ние како стручен кадар учествувавме на 2 стручни меѓународни семинари за тренери и судии. Потоа имавме во 2 наврати гостин џудо експерт од Република Белгија, кој што беше со 6-ти дан во посета на нашиот клуб и беше многу импресиониран од тоа што го виде и начинот на работа во нашиот клуб. Исто така, оваа година нашиот клуб го организираше и најмасовниот настан, да речам, во градот, па некаде може да се каже и на ниво на џудо федерацијата. Тоа беше меѓународниот турнир Прилеп град Херој 2017, каде учество зедоа над 250 такмичари од 6 држави, од 23 клубови, од кои 120 надпреварувачи беа само странски надпреварувачи. Така да настанот од сите страни беше оценет како најмасовен и дури гостите што беа од странство, кога се вратија дома во нивните медиуми, го оценија како мини балканско првенство да се одржало во град Прилеп. Ви благодарам и вас на разговорот. Тука со нас и помошникот тренер Чадамов. Претходно, како што кажа и тренерот Мицковски, Прилеп град Херој го отвори јапонската амбасадорка оваа година, што беше навистина за голема чест и за поздравување. Кои се вашите планови околу развојот на овој турнир во иднина и на другите настапи во 2018 година? Вака, најпрво, после новогодишните празници, или следи пауза, најпрво ги подготвуваме дечките да ја вратат кондицијата и спремноста постепено, со полесни кондициони вежби. Постепено ги зголемуваме и го подобруваме нивото на физичка подготвеност, така што ги спремаме и за престојните надпревари кои следат во тековната 2018. Освен тоа, како што кажавте, годинава ни и јубилејниот 10-ти поред Прилеп град Херој, турнир кој го одржуваме ние. Така што почнуваме со полна пареја, исто и со припреми за истиот. Освен тоа, се припремаме и за сите надпревари што престојат. Освен тоа, имаме планирано соработки со доста странски клубови, значи планираме и збратување, така наречено, со клуб од соседната наша држава и воедно планираме и учество на семинар, значи најмалку еден семинар кој го планираме за оспособување на стручни кадри во врска со џудо спортот. Тука со нас е Јорде Трајковски, еден од
оние кои што имаат најмногу медали освоени во овој клуб и државен prvак, зошто го одбра джудото и колку години се занимаваш пред се со него? Со джудото се занимавам 2 години и како го одбрав како добар спорт за самоодбрана во мојот живот. Јас сум првак на Македонија во минус 73 категоријата, потоа исто првак во Прилеп, град Херој 2017 првак и Црна Гора во Нишки го зедов првото место за пионери и третото место за кадети. И на Балканското првенство во Солун, Грција го зедов 5-тото место со кое ги имав победено турчинот и бугаринот. За третото место изгубив исто така од турчинот и имам јас освоено околу 13 медали. Кои се твоите идни планови? Па да продолжам со джудото за подобри успеси за клубот. Ти благодарам и тебе на разговорот и еве до сите гледачи на овој разговор ги покануваме доколку се заинтересирани за джудото да се обратат во џудо клубот Сеишн и да започнат да се занимаваат со овој спорт.